Потрагата по живеачка му го загрозила животот на овој скопски работник. Се справува со хронични срцеви заболувања повеќе од 2 децении. Менава се некоја болест, има еден инфаркт. Клапна снагата, неке да се работи, неке душа. Свеста сака, меѓутоа душата неке. И почна полека, све помалци да се работи. Прифатил работа што мислел дека е лесна, но која набргу се покажало дека значи често изложување на високи температури и на неповолни временски услови. Во мала компанија за уредување дворови, каде што работел со неколкумина помлади колеги. На почетокот мислел дека најмногу ќе се работи во пролет и во есен, кога временските услови му одговарале. Меѓутоа почна да се зголемуваат работите. Почна да се работи и летно време. Почна да се работи, температуриве почна да растат многу топло. Немаше пауза, се мора за доручек. Немаше портокалова жолта фаза. Немаше одиш приватно, тоа е тоа. Меѓутоа ете така. Мора човек некако да се снаоѓа, да се бори со животот и со потребите за да обстане. Но дури и на пролет и на есен, кога имале најмногу работа, условите не биле секогаш пријатни. Вообичаените временски услови се менуваат и во овие периоди. Временските услови се тие, меѓутоа големи промени имаш. Ветрови, дождови, автоматски двор како треба, кал, после дожд, кала треба да се уреди. А треба да му оставиш на човекот да не се познае дека се уредувало, дека се газело, да нема калеви, да после тоа да се исчисти, да се дотера. Така да не знам, мислам едноставно, доаѓаше све потешко, а и мене здравствената состојба ми се влошуваше. Со дополнително влошено здравје и со намалена способност дури за полесни работи, овој работник ги троши минималните заштеди од целиот свој работен век и ги брои деновите до старосната пензија. Помладите од него мораат да продолжат да работат на истите работни места на отворено. Секогаш ќе треба некој да гради, да уредува паркови и градини и да врши други работи со кои се изложува на неповолни климатски влијанија. А тие ќе стануваат се понеповолни. Растот на температурите во Скопје и особено зачестеноста на топлотните бранови е веќе документирана во публикациите објавени од Министерството за животна средина и просторно планирање. За топлотен бран се смета период од најмалку 6 дена, кога максималните температури се за 5 или повеќе степени повисоки од просечниот максимум за тој месец. Во Скопје во периодот од 1961 до 2012 година имало вкупно 87 вакви случаи. Најчесто траеле по 6 или 7 дена, но достигнувале и до 16. Најдолгиот топлотен бран во целата држава бил во Гевгелија, дури 22 дена. Но бројот и должината не се главниот фактор за загриженост, туку движењето по периоди. Во 60-тите и 70-тите тие биле ретки, зачестиле во 80-тите, а од средината на 90-тите речиси нема година кога не се појавуваат. Во 2012-та ги имало дури 8. Уште позагрижувачки тие веќе не се јавуваат само во летните месеци, туку може да се очекуваат во целиот период од март до октомври, токму кога работата на отворено е најинтензивна. Се очекува кон средината на овој век да има и по 18 топлотни бранови годишно, а по 2080 година и по 60. Човековиот организам тешко може да го издржи тоа без последици. Високите температури сами по себе се ризик за појава на одредени болести кои што таргетираат повеќе органи или системи во организмот. И тие високи температури може да предизвикуваат нарушувања пред се на цереброваскуларниот систем, може да предизвикуваат проблеми на кардиоваскуларниот систем, на бубрезите или на црниот дроб. Кога кај одредени работници овие органи се веќе таргетирани како резултат на одредена болест или заболување кое што може да биде повторно поврзано или не поврзано со работата, потребно е да се препорача нивно отстранување од тоа работно место, односно препорака да не се работи на високи температури пред се поради тоа што имате предиспозиција за прогресија на болест. Не е сеедно дали некој седи и нема некакво посебно движење или посебна физичка активност на работата, или има лесна, средно тешка, тешка или интензивна, тешка физичка работа во исто време. И секако не е сеедно дали тоа
е во прашање млад, возрасен организам, лице кој има одредени заболувања, како што се кардиоваскуларни, како што е диабет, како што се одредени заболувања на нервниот систем, локомоторниот систем. Работникот имал хронични заболувања, но кај сопственикот роковите биле на прво место. Одевме на работа и на жолта и на портокалова фаза, не пријавувавме, затоа што едноставно јас лично го молев човекот да ме прими на работа, да ми даде нешто да може да се офтане све. И сега на таа негова добрина, додам да го пријавам, да му наштетам и него, а да си наштетам и себе со тоа, не сакам. Беше напорно, тешко, меѓутоа сепак, ете така. Некако го претерувавме денот. Без разлика што водел мала фирма, неговиот работодавач имал обврски што не ги исполнувал кон вработените, за да може да ги исполни сите обврски кон клиентите. Мора да обезбеди една климатизирана просторија, зависи дали е надвор студено или е топло, значи загрејана, тоа е шелтер или засолниште, или со клима уред ако е висока температура. Потоа мора да се организира работниот процес согласно временските услови. Тоа е она што велиме во најголемиот интензитет на високата температура од 11 до 17 часот, да не се работи, а да се реорганизира работно време во останатиот период од денот. Рано сабајле или покасно од 17 часот. Може да се направи распоред на ротација на работници, се воведуваат чести паузи, може да се во зависност од топлотните индекси ќе зависи должината на паузата и работата. Инспекторатот за труд е должен да контролира дали работодавачите ги исполнуваат овие обврски, особено кога има вонредни работни услови. Инспекторите имаат по два надзорната и они ги гледаат климатските услови. Но во екстремните моменти, значи препораките доаѓаат од министерството. Во нормалниот процес работен, ако е климатизиран, ако е согласно проценката на ризик на работно место, тоа се е окей. Но кога министерството дава други насоки, тогаш ние де факто се фокусираме во тој дел кој што е неизложен вработеник. И тука се фокусираме во тој дел. Дали тоа ден, два, три или недела дена. Лани имаше, мислам, непрекинато скоро 7 дена, оваа година нели немавме. Така да целиот фокус на нашите инспектори тогаш е, еве да кажеме, градежништво или било што друго што е надвор, кај што влијаат климатските промени. Ако работодавачот не ги применува овие мерки, тогаш инспекторот може да даде и забрана за работа за денот. Од месечните извештаи на инспекторатот може да се види дека во последниве 3 години бројот на изречени забрани за работа бил значително поголем во периодите кога имало топлотни бранови и препораки да не се работи. Сепак, бројките се мали во однос на бројот на компаниите и вработените. Но дали препораката како средство е доволна за да ги заштити работниците, или заштитата би била посилна со дополнети и прецизирани законски одредби? Дали е потребно работата автоматски да престане кога температурите ќе се искачат над одредено ниво? Немаме пропишано минимални услови во кои што работникот треба да работи на отворено, значи кога имаме неповолни климатски услови, кои што работодавачот треба да ги применува за да се заштити здравјето на работникот и да се зголеми сигурноста на работникот. Понатаму, значи, кои би се пропишале тие минимални услови, секако тие би зависеле од видот на работното место, тежината на работата која што е работи, меѓутоа возраста на работникот, неговата здравствена состојба и од психофизичката состојба на работникот. И не е толку важно што е на хартија, колку што е важно што е во практиката. Значи, ние може да имаме и препораки, меѓутоа, ако не се почитуваат препораките и ако за тоа имаме глоби кои што се изрекуваат, не е важно дали е закон, дали е препорак. А имаме и обратна ситуација, може да имаме законска регулатива, да имаме 10 закони, и специјални и општи, меѓутоа ако во практиката не се почитуваат и се толерираат тие непочитувања, значи пак немаме ништо како позитивен пример за воиднина. За заштитата при работа има закон, стратегија, 20 правилници со преточени 25 регулативи на Европската унија. Министерката Мила Царовска вели дека владата е секогаш подготвена ако треба и да ја дополни легислативата.
Одиме во дополнително усогласување и отварање на Законот за безбедност и здраве при работа. Анализата што ќе добијам ќе стане јавна и достапна до сите медиуми, до сите граѓани, за да видиме дали сме на истото, зашто тука имаме здруженија за безбедност и здравје, имаме работодавачи, синдикати со кои што јас сум во постојана комуникација за секоја законска измена што е права. И тие ќе ги погледнат анализите и заеднички ќе донесеме одлука во која насока ќе менуваме закон или ќе носиме дополнителни правилници. Сепак, додека сите прсти се вперени во работодавачите, тие имаат да кажат дека одговорноста треба да се сподели. Често се случува во праксата. Работодавачот склучил договор со овластена организација која ќе му ги изготви изјавата за безбедност, која ќе направи проценка на ризик на работните места, но од друга страна, ако утре настане некој несреќа, таа организација стручно нема никаква одговорност. Одговорност се сведува само на работодавачот. Додека земјата се подготвува за климатските промени, малку се размислува како ќе се оди на работа и како ќе се работи кога условите ќе стануваат неповолни во се подолги периоди. А има многу теми за размислување. Климатските промени самите по себе представуваат, би рекол, уште една тема на која ние не се снаоѓаме баш најдобро. Македонија самата е позната како татковина или поточна земја на сонцето. Тоа значи 260 денови во текот на годината ние имаме сончеви денови. Но дали ние нешто превзимаме по однос на тоа? Дали ние врз основа на тие информации правиме некои превентивни планови? Ќе ме фатите неспремен тука да ви кажам било каков одговор. Знам дека ние се обидуваме. Знам дека тоа го прават одредени институции, како што е Институтот по медицина на труд. Знам дека дури има и компании кои се трудат да, например, ги превенираат овие работи. Дали ние сите заедно тоа го правиме, најверојатно одговорот на тоа ќе го дадат податоците на болни луѓе со меланом, рак на кожа. Нема доволно прецизна регулатива за работа во екстремни климатски услови. Нема ниту доволен ангажман на работниците да бараат поголема заштита при лошите климатски услови, поради стравот да не им биде загрозено работното место. Непознат е квалитетот на систематските и на другите здравствени прегледи. Има илјадници откриени и голем број неоткриени работници на кои не им се извршени задолжителните прегледи, а и годишниот опфат е на само 1/4 од вработените. Се прават компромиси колку што е можно со проценките на работната способност, зашто никој не сака да ја загуби работата. За безбедноста на стотици илјади работници се грижат 33 инспектори. Има улоги и одговорности што треба подобро се дефинираат. За сето ова мора да се најдат одговори, бидејќи се наоѓаме во подрачје каде што промените веќе се очигледни, а ќе стануваат се подраматични.